И од денес сме во твојата гимназија Јосип Брз Тито, каде што предаваш како музички професор. Имаме прилика да те видиме и во таа улога. Мислам дека до сега никој те не снима во вакво издание. Навикнати сме на тебе често да те гледаме по концерти, по музички настапи, по спотови. Меѓутоа, јас сум пријатно изненадена од твојата комуникација со учениците и што те гледам во вакво улога. Кажи ми за почеток како си, како ти поведува часовите. И благодарам на ова прекрасно интервју и на ова нешто ново за мене искрено. Тука сум многу еден можеби поинаков, затоа што се чувствувам како свој на своето, дефинитивно. Кога се работив, искрено не мислам дека така бидејќи цел живот го поминав во како не врабате во една друга професија, во настапи, во концерти, во патување. И мислам дека ќе биде малку проблем, дека ќе биде тешко, оваа енергија, токму оваа енергија од учениците буквално ме остави да бидам присутен овде и да засекам оваа работа и да работам со многу голема љубов. Од сите те знаеме како пејач и музичка звезда. Но како дојде до тоа да станеш професор? Дали ова беше твој план или со случај? Не, тоа беше план на короната. План на короната дефинитивно. Јас дипломата ја барав до 4-5 дена, не знам каде, кога дојде да се вработа. Никогаш не сум токму од тој аспект, од тој наш ноќен живот. Знаеме сите каков е животот на пејачите, од тој наш ноќен живот, од тие обврски, од тие патувања. Цело време мене кариерата некако паралелно ја водам и во Хрватска, и во Србија, и во Црна Гора, и во Босна. Од 2009 кога победив на песма Медитерана во Будва, од тогаш работев албум во Хрватска, работев албум во Србија, во Босна и некако цело време сум спатували сите овие години назад. И тој беше единствениот страв за да некаде имам обврска, да некаде заземам обврска. Сепак ова е најеминентната гимназија и е многу голема одговорност да сте тука пред се и јас сум човек, ако се фатам за нешто, сакам да го работам тоа професионално, без разлика што и да е. И така настапувам и овде, значи со самите ученици, од типот да тоа што ќе им го кажам, кога ќе завршат, сакам цел живот да го знаат. Значи не сакам да знаат само за оценка да ми е само пројка, туку пробувам тие генерации тинејџерски кога и се присутни 90% од нив на моите настапи и знам кои се нивните можеби слабости во животот, кои се добри работи и гледам со моето искуство и навр од училиштето да ги насочувам на некои си прави вредности. Така. Како реагира учениците кога дознам прв пат дека познатиот Јоце Панов ќе им биде професор по музика? Имаше ли шок, возбуда или евентуално аплауз? Најпрвиот момент беше интересно бидејќи беше онлайн и тогаш преку лаптоп имавме часови. Првично кога почнав, беше краток период, неколку месеци, но првото мое собирање со наставата беше на онлайн. И многу беше интересно сега се вклучени на тим заедно сите со цел клас, сите се од дома. И многу им беше интересно иако не ги гледам учениците, го чувствувам тоа дека сакаат нешто да ме прашат. Просто ми свиде, вие сте пејачо така, вие сте, им беше многу со секој клас како се вклучував, и многу им беше сака да ме прашуваат прашања за мојата работа, за кариера. И после веќе кога почнавме официјално во училиште настава, тука веќе беа тие моменти првични можеби за мене што навистина доаѓав со воздишки на работа. Навистина толку бев воодушевен од нивниот прием, од тоа како они ме доживуваат и од учениците и од колегите овде. Така да ќе кажам дека ми е како втор дом дефинитивно. Постои ли песма од твојот репертоар каде што најчесто учениците ти пеат? Има ли некоја таква случај? Има сега најактуелни ме среќу несреќи. Кога да влезам на час првично, кад сам могол јани. Претходно ми беше со недели сум сам. Ти пеа песна која ти каже Ивана, исто
Многу мои композиции, моја најдобра Милион љубовта исто така е една од композициите што им се драги и сакам да ги запееме. Често, бидејќи аз говорам и бендот овде во училиштниот бенд, имаме инструменти и често знам да земам гитара некогаш кога имаме часови тематски за слушање на музика, така да знам да земам гитара, малку да пееме песни што да ги обработуваме и тие песни што и се нив актуелни, да направиме една анализа, да им кажам како се работи една песна, да имаат представа, без разлика дали е тоа рап песна, дали е тоа класична композиција, да видат дека начинот на творење е сличен и формата на песна треба да ја знаат, како делови, што е аранжман, што е мелодиска линија, што е текст. Пробувам да, на некој начин, со тоа што они го сакаат, да им ја доловиш и предметот на некој начин. Колку професори ви од се дали по става единици или петки? Не, единици не. Се трудам да сите ученици да видат одлични кај мене, но и се трудам во исто време да на некој начин да ја заслужат таа оценка, бидејќи најлесно да им поклоните оценка. Ама со тоа не им правите услуга, им правите контра-услуга, бидејќи ако така повеќето од професорите им поклонуваме, го уништуваме нивниот карактер, дека треба за нешто се потрудно во животот, сега се тие тинеџерски години кога се градат како личности. И многу е лошо кога во тие години мислам дека се можат и се е треба, затоа е малку добро да има некој си не е тоа режим, ама да знаат да почитуваат и дека треба нешто да научат за да добијат за возрат оценка. И јас пробувам тоа да го балансирам, бидејќи на некој начин ги разбирам годините, ги разбирам таа еуфорија животот сега што живеат, но сепак сакам да ги насочам да треба се по заслуга да видам животот. И од се дали преобладуваат таленти, дали си приметил некој ученик кој што посебно е талентиран и има потенцијал да биде голема музичка звезда? Има Јосип Брос некоја гимназија и која не сум бил некако историјата на гимназијата покажува дека многу конкретно и спортисти, ама и конкретно за музика избегна многу таленти кои некои и денес се занимаваат со музика, со пеење конкретно, иако ете не завршиле средно музичко, завршиле гимназиско, ама сепак биле таленти и после завршување на гимназија се посветиле на нивна кариера. Имаме многу такви случаи и имаме и сега. И сега моментално има деца што ја се трудам и тие деца што имаат талент, ама што гледам дека имаат некоја трема, се трудам да некако да им го вбризгам тоа да не се срамат, да пробат да го искористат својот талент, без разлика што они не учат стручно музичко училиште. Но ако видам дека наистина има талент, ги советувам да го работат тоа, да пробат некако професионално, да снимат песна. Им се надам да им помогнеме за избор на песна, треба јас да им направам песна, има повеќето ученици имам од машките, што се повеќе со овој бит, со R&B, фазон, што сами дома творат, што работат на QMS на програми дома и знаат, на секој час кога имам професори, сакам да слушате што сум компонирал дома, дали е добро за почеток, па да се консултираат, така да имаат доста таленти. Дали е потешко да држиш концерт пред илјадници луѓе или да смириш распеани ученици на час? И двете си имаат своја тежина. Имаат, јас повеќе имам искуство со првото и некако многу сум полабав кога дали ги знам пред 1000 или пред 10 или пред 50.000 публика, многу полабава некој искуството си го направил на својата предпоставка сите овие години, ама бидејќи сум само 4-5 години професор, ова втората улога ми е некако поодговорна, повеќе одговорност чувствувам, бидејќи овде нема простор за грешки. Вие на сцена можете да се ви е простено, на сцена можете и да се соплете, да палите, ќе биде смешно, ќе биде на публиката интересно. На сцена може и да наздравите со чашка, со публиката, ама овде е една друга димензија и мора да правам баланс помеѓу
помеѓу кариерата и помеѓу ова што работи. Дали може да се присетиш на твоите средношколски денови? Како беше оце како ученик? Јас учев в средно музичко училиште, ми беше стручно, конкретно ми беше струка. Ама како бев како ученик? Бев одличен ученик од секогаш, сум и основно училиште бев одличен и средно училиште бев одличен. Сега тук там некоја четврка сум имал, но најважно е дека го сакав тоа што од дете, тоа што сум и учел, сум го сакал. И тие предмети ми одели, сум имал среќа, бидејќи татко ми беше електричар и сум имал среќа да математика, физика ми одат многу добро и од секој сум имал петки, а кај учениците најголем проблем се тие предмети, математика, физика, хемија, јас секој сум имал петки, бидејќи основата со татко ми сум ги работил првите домашни, основата сум ја имал. Останатите ми беа многу лесни, останатите ми беа предмети моја струка, на некој начин. Значи, предпоставам дека некои од тие предмети ти биле омилени. Да, дали бегаше од часови? Па кога бегале сите, да. Кога бегале сите деца, никогаш не сум бил издајца да останам сам јас во клас, ама тоа биле ретки моменти, многу ретки моменти. Ама кога, ако сега 30 деца излезат и никогаш не сум бил тој што ќе остане да ги издаде или да се правам јас добриот, тоа во никој случај, нормално, тоа се така се градиме како личности, ама пак и тоа е карактер, и тоа е верноста кон пријателите, кон другарите, никогаш не сум ја, како да кажам, изневерил и сум бил верен секогаш, па макар некогаш и да не е во моја корист, ама сум бил верен на пријателите. Дали може би се сеќаваш на првата симпатија од тинеџерските денови? И од тинеџерските денови. Имам ја симпатија прва и од денови што сум бил многу мал, и тоа памета. После и тинеџерски денови кога фатија сум имал симпатии, само нема да ги откријам. Не, да ги откријам, може би се во брак веќе да направам проблем. Првата буква? Па прва буква, прва буква има П, Т. А повеќе биле? Повеќе беа, како се на периоди сум јас. Си звезди како ќе ме направи. Така. И од цел денешен аспект, вака го ги споредиш работите, што е полесно да се биде професор или ученик? Или потешко, што е? Потешко е да бидеш професор по денешно време, бидејќи пред 20-30 години и повеќе, кога што сум слушал моите родители, улогата на професор беше многу, не знам како да кажам, беше многу по-доминантно, многу почитувано од страна на учениците. Многу таа страхопочит, би рекол, беше многу по-голема, поизразена и родителите тогаш беа на многу поинаков начин, дури некојаш да греши професорот, родителите беа секојаш од страна на професорот. Па дури и да е во грешка професор. Денес не е така. Не е така, не е само кај нас, тоа е по целиот свет. На некој друг начин веќе се гледа на тие работи, веќе многу поголеми се правата на учениците, многу поголеми се правата на родителите, многу сите веќе знаат што како, сите веќе ги знаат, сите се веќе адвокати, сите ги знаат сите закони веќе и тоа е можеби момент на кој сега професорите им е многу потешко, бидејќи треба многу повеќе да внимаваат како ќе постапат со ученик, многу повеќе да внимаваат во каква е состојбата ученик, без разлика не само на часот, туку и во каква се консултираат со класните раководители, фамилијата, како, што, на кој начин, па да има можеби некој проблем ученикот, зашто е, например, можеби не донел помаш или се однесувал лошо некој час, па да видиме од каде тој произлегува, тоа стручната служба си го работи, ама добро е што пак ќе кажам на некој начин се прави баланс за да не е ни толку тој речим што бил можеби пред, не знам, 20-30 години, но па и да не се дава многу
право на ученикот да сепак треба да се почитува, сепак професорот е тој што ги заменува на некој начин родителите, дури вие сте во училиште. Значи, пак треба да има почит кон професорот и кон тоа што професорот им го кажува, бидејќи јас верувам дека не постои професор што сака да им каже нешто лошо на учениците. Мислам дека таков не постои. Ако е нормална личност, здрава личност, значи таква самата професија, негова струка му наложува тој да сака да им каже нешто добро на учениците. Без разлика сега, има построги професори, ние сме сите различни карактери, кој како тоа представува на учениците, како му е барањето. Пример, може учениците по некој начин да го доживеат тоа како многу стресно, како многу е строг професор, па не може да го прашате нешто. Тоа не е до карактерот на професорот, значи од неговото поставеност со учениците. Ама мислам дека не постои професор што може да им мисли лошо на ученикот. И оце за крај на нашето интервју би сакала да прашам за докаде си со припремите за твојот голем концерт на 8 март. Гледам дека постигнуваш на секаде, имаш премногу умрески, како течат подготовките и што да очекуваме за концерт. Подготовките се во супер правец. Имаме, значи со тимот имаме распоредено кој за што е, бидејќи има еден дел што е музички, се распишуваат ноти за оркестрот, бидејќи имаме оркестр од 25 до 30 луѓе, значи наистина е голема одговорноста. Дамир Мери ми е задолжен за распишување на нотите, кој што ќе свири, и Дебель Кандоровски, тие се двајцата кои го прават тој моментот друг со сцената, како ќе изгледа целиот стеж, како ќе се збогати филхармонија со сите тие светлечи моменти, за да делува наистина спектакуларно, наистина да е нешто посебно, бидејќи ми е голем јубилеј и сакам да биде тоа наистина нешто што ќе биде не секојдневно, барем за мене, за мојата кариера. Другиот дел си тој маркетинг делот, кај што си го водат безпрекорно, не можам да буквално да постасам секој ден од работа, веќе заминувам на интервјуа, па веќе ги почнав и на самата работа, бидејќи не можам да постасаш. Ама ви благодарам многу за идејата, бидејќи убаво е да се... Јас искрено бев скептик малку за овој момент, ама окей, убаво е да се види идејата и мислам дека срекни си учениците кога имаат можност на некој начин видов дека има кај нив искра во очите, дека им е убаво, дека нешто поразлично се случува, и мислам дека се потрудивме да го донесеме тоа на еден начин пред целиот аудиториум, на еден начин да видат како ван мојата кариера, како ги учам ученициве, на кој начин работиме. Сепак ние имаме програма по која мора да се водиме и да работиме, но начинот на кој учениците тоа го доживуваат, начинот имам можност да им пеам, да пееме заедно, да им кажам како гледам кога јас пеам со нив, дека многу повеќе се ослободуваат. Не се тврди да сега јас ги слушам они да пеат, дека кога јас пеам многу полесно се ослободуваат, и така гледам дека има многу таленти и за пеење. Така е, оце. Супер, видовме како протече еден твој час. Сега ќе видиме што ќе кажат учениците за тебе, како професор, дали ќе да пофалат. Сега јас сум на тест. Да, имаме прилика. Ти благодарам уште една за овој прекрасен разговор. Ти посакувам многу успех за концертот, успех во кариерата како професор. Морам да пофалам дека си прекрасен. Исто како што тоа го правиш и во музиката како кариера, и се гледаме во некоја напредно издание. Се гледаме веќе на 8 март, ќе ви биде драго да видите таму, сите од Хайп ТВ, и ви благодарам уште еднаш што јас знам Хайп ТВ и од Србија, сум гостувал и таму, и ми е драго што и во Македонија ни фалат многу вакви медиуми кои ќе се фокусираат повеќе на тој шоу бизнес, на таа естрада, бидејќи тоа е нешто што најмногу ни фалеше. Тоа што го работиме да го пренесете на публиката. Гори
Лупче, дали Јоце Панов е строг професор? Па не е строг, сака да стекнеме знаење и бара да сме одговорни и точни. Што повеќе реди, единици или петки? Па сега зависи кој колку научил, професорот оценува коректно и правично. Како е да имаш професор кој е музичка звезда? Дали ви прави класични интересни концерти на часот или строго се држи по планот и програмата? Па професорот се држи до програмата, а и те не интересно да имаш професор кој е јавна личност, бидејќи го следиме по медиуми, по музички настани и вака ни предава на часовите. Денеска имавме прилика баш да видиме како ви е интересно, да ти е мерак да учиш. Ако треба да го опишете вашиот професор со една песна, која би била таа? Па деновиве не на песна, повеќе на концерт потсеќа. Поради настанат што сите го зборат. Така. Кажи ми уште, која е најинтересната случка што сте имале на час со професорот? Дали има некоја таква? Па секој час интересен со професорот, бидејќи знае да предава на интересен начин и не знам баш да издвојам некоја, има повеќе. Сандра, дали Јоце Панов е строг професор? Јоце е навистина многу добар професор. Тој создава ред, дисциплина, но пред се тој многу не мотивира. Дали повеќе реди петки или единици? Па на часовите по музичко, односно на неговите часови, ние сме многу мотивирани да го покажеме нашето знаење, па затоа повеќето имаме петки. Како е да имаш професор кој е музичка звезда? Многу добро е чувството да имаш професор кој што е музичка звезда, како што е нашиот професор Јоце. Дали повеќе на часовите ви прави некои концерти, понекогаш знае да ви ги направи интересни часовите или строго се држи по програмата? Па ние многу ја сакаме музиката како оделение, па и за тоа понекогаш пееме, а понекогаш и тој се приклучува во нашето пеење. Која е најинтересната случка што сте ја имале до сега на часот? Па секој час кај професорот Јоце е интересен, но доколку би требало да издвоам една случка, тоа би била случката од претходното полугодие, односно во првото полугодие, каде што двајца соученици пееа негова песна во дует. Баш ви е забавно, морам да признаам. Кажи ми за крај, ако постои некоја песна да го опишете вашиот професор Јоце, која би била таа? Карактеристиките на професорот Јоце може да се представат во многу песни, но доколку би требало да издвоам една песна, тоа дефинитивно би била Ангел е тој од Тоше Проеске, кој што најдобро го опишува неговиот карактер. Ана, дали Јоце е строг професор? Не, професорот воопшто не е строг, тој секогаш ги држи часовите опуштени и покажува разбирање. Што повеќе реди, единици или петки? Па нормално дека петки, тој сака да не научи на најважното за музиката и да ни го лесни материјалот за да ни биде полесно да научиме за некоја повисока оцена. Како е да се има професор кој е музичка звезда? Па многу е интересно да се има професор кој е музичка звезда и кој се појавува постојано по медиумите. Дали ви ги прави часовите интересни или ви се држи строго по правилата? Па знае да ги направи часовите поинтересни, така што ќе запее некоја песна со учениците од класот и така часот станува поопуштена, се уште е поврзан со музиката. Која е најинтересната случка што ви се случила сега во текот на целото школување, додека Јоце е ваш професор? Па дефинитивно моментот кога неколку ученици решија да поправат оцената кај професорот, така што ќе запеат на негова популарна песна и тој навистина ми ја поправи оцената на тој начин. Така. За крај кажи ми, ако треба да го опишете со една песна, која би била таа? Па мислам дека личноста на професорот би опишала со песната Ти пеам песна. Софија, дали Јоце е строг професор? Не, напротив, професорот Јоце е идеален професор кој секој ученик би сакал да го има. Што повеќе реди, единици или петки? Професорот Јоце на сите, тој оценува објективно и на сите најчесто им дава петки, меѓутоа има одредени случаи во кои тој знае да подели некоја негативна оцена, но тоа е само кога ученикот не ја знае химната на нашата татковина. Како е да имаш професор кој е музичка звезда? Па чувството е извонредно и не би можела да го споредам со ниту едно друго и мислам дека секој ученик би сакал да има таков професор. Која е најинтересна случка што ви се случила во текот на еден негов час? Па секој час е посебен за себе и искрено не би можела да издвојам некој. Со која песна би го опишала твојот професор Јоце Панов? Во последен период професорот Јоце не можам да го споредам со некоја песна, единствено
што ми паѓа на ум кога помислувам на него е неговиот концерт кој ќе се одржи на 8 март.